Би сакал да дадам една изјава која што она, мислам дека незаконски направила комисија за надзор за законското работење на Националниот сојуз у делот на финансиски оддел, каде што дојдоа пред 2 недели таа комисија, разговаравме и насочивме дека поради нашите активности, поради јубилеот 70 години од формирањето на Националниот сојуз на снепите на Република Македонија, сме у моментот малку повеќе запатени и дека ние ќе ги информираме кога ќе бидеме послободни да дојдат повторно за да направиме контрола или што ги интересира да разговараме. И баш вчера се јавија на нашиот вработен каде што закажаа за во 10 часот за денеска и учтливо ние им укажавме дека поради активности кои што ги имаме, не ќе можеме да бидеме у можност у канцелариите, бидејќи имавме и денеска и пресконференција за проновирање на водичот за спомен домот на Мајка Тереза со министерката за култура Елизабета, и они тоа не го разбраа, најверојатно мислеа дека ние не сакаме и дека избегаваме, и дошле во 10 часот, меѓутоа како што кажав дека тука немаше никој од нашите вработени, бевме зафатени со наши активности и после враќањето од пресконференцијата околу 1 часот истата таа комисија ни упадна фактички во канцеларијата и ни побара документации и така натака. Јас би сакал да кажам дека јас ја прашав дали и на тоа решение од таа комисија е подпишан и дополнителниот заменик министер. Они рекоа дека не е и реков дека ние би сакале, значи, да биде сето тоа законски, пошто по законот на влада членови 45, 46 и 47 ние ги толкуваме и дека без подпис на дополнителниот заменик не би требало да направат контрола. Не дека ние сме против, меѓутоа не е законски и они продолжија повторно да не убедуваат дека не е тоа така, дека тоа е само за изборите и така натака, и кажавме дека баш сега се и распишани изборите и мислиме дека сепак треба и не смета да стои и подписот на заменик министер. Меѓутоа ние ги по таа причина мислиме дека се врши притисок на Националниот сојуз на снепи на Република Македонија, од кои причини не знаеме, затоа што истата министерка во месец мај ни испрати таква контрола финансиска, каде што 3 недели им ги дадовме без никаков проблем, иако и тогаш не беше подпишан дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика. Меѓутоа, мислиме дека ова е сепак притисок и затоа изреагиравме и бараме законски да се постапи. Имавме една контрола која што секој дневно работеше тука, не доаѓаше, ни бараше најразлични документи, чак и бара и податоци од наши членови, значи лични податоци, што мислам дека е тоа крајно некоректно. Меѓутоа, ние не правевме никакви проблеми и не очекувавме дека повторно овој период, дека повторно ќе дојдеме до такво недоразбирање со министерката и дека ќе ни се прави повторно контрола. Меѓутоа, ние не сме против контрола, али сето тоа нека биде законски, онака како што налага законот.